Сакаат да ни ја земат водата и да останеме без извор. Со овие зборови не пречекаа жителите на село Гари, познатото мијачко село на планината Стогово. Љубовта кон селото се пренесува низ генерации и младите сега се цврсто одлучни да не дозволат уништување на природните богатства. Тие се загрижени и стравуваат дека можат да останат без вода. Изворот е на 3 километри на целото. Пред 3 години, на локација блиску до него, Министерството за економија дало концесија за детални геолошки истражувања. Жителите пишувале писма, се жалеле по судови, но не успеале да ја запрат постапката. Ако судот донел пресуда во нивна корист, повисокиот ја поништувал. Ова е сликата денес. Жителите велат дека при геолошките истражувања уништени се околу 100 кубика дрво. Концесионерот направил и див пат и спротивно на договорот за бушење и ископување во одредени координати, се доближил до површинскиот извор. Сето ова го навели и во петицијата на која се потпишале 120 жители на селото и со која барале природата да се врати во првобитната состојба. Но наместо тоа, во октомври 2019 година, Министерството за економија дава нова концесија, сега за експлоатација на минерална суровина, минерална вода. Над нашето село се ископува и се уништува природа, која што не е допрена за приватни цели да се узурпира вода и извор, каде што со генерации пиеме од таа вода во селото. Стравуваме дека утре нема да имаме вода, каде што моментално црпиме од таа вода и не сакаме воопшто да има градежни активности, да има изведби над селото. Жителите сега се во нова битка да докажат дека концесијата е незаконски доделена и дека изградбата на фабрика за експлоатација на минерални суровини негативно ќе влие и врз реткиот растителен и животински свет, кој е заштитен со националното законодавство и со меѓународни конвенции, посебно кога се знае дека Стогово и Гари се на границата со Националниот парк Маврово. Во овој регион живее заштитениот рис и е коридор на кафеавата мечка. Не се менува предвид како оваа фабрика експлоатацијата на минералната суровина би влијаела врз целокупниот биодиверзитет на овој регион. Второспорен аспект во придавањето на оваа концесија зашто не смело да се дозволи, затоа што согласно нашиот закон за води, приоритетната употреба на водата е за водоснабдување на населението, меѓутоа поради оправдан страв од страна на населението на село Гари, непосредната блискост на изворот кој што е предмет на концесија на минерална суровина и изворот со кој што се снабдува самото село Гари, сметаме дека не смело да биде дозволено да се даде концесија. Крстевска исто така нагласува дека според законот за минерални суровини, во секоја фаза од постапката при доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина вода треба да биде известена местната заедница и таа да даде согласност. Од Министерството за економија одлуката за концесија ја правдаат на следниот начин. Тие тврдат дека по завршувањето на деталните геолошки истражувања во законски утврдениот рок доставен е елаборат за истражување на подземна вода, изработен од Геологинг до Скопје, а од страна на барателот беше приложена и останатата документација која се бара согласно членот 42 од Законот за минерални суровини. Поради ова, владата на 2 октомври 2019 година ја донесе одлуката за доделување на концесија на Друштвото за производство, трговија и услуги Планинска вода ДОО на локалитетот село Гари. Нема информација дали во меѓувреме инспектори извршиле увид за начинот на кој се вршеле геолошките истражувања и да ги проверат тврдењата на жителите за уништувањето на природата и за загрозувањето на изворот од кој што пијат вода. Дозволата за концесија се уште не е во рацете на концесионерот и тој не може да започне со експлоатација. Сега треба да достави точно утврдени параметри на издашноста на бунарот и максимално дозволената количина за експлоатација. Битката на жителите од Гари продолжува и во новата година. Тие велат дека се цврсто решени да си го одбранат изворот за вода кој им го дала природата и немаат намера да се повлечат под никакви притисоци.